Денеска значење на овој 10 октомври, светскиот ден на менталното здравје, ќе му дадеме од еден малку поинаков аспект. Секогаш велиме најефтиниот лек е да се поиде во природа, да се ужива во допирот со природата која што го нуди, но од друга страна, ако сме во градска средина, секогаш велиме негата со растенијата, негата на растенијата или комуникацијата со растенијата, дали во стан, куќа, двор, градина, е секако нешто што само дополнително може да ви го подобри менталното здравје. Среќни сме искрено што денеска ќе представиме една успешна, иновативна приказна, која што Ангелика вели ја има можеби во Америка, но во Европа дефинитивно ја нема и навистина е нешто за што можеме да го дадеме аплаузот и ќе го дадеме на овој начин со тоа што ќе ги презентираме овие екоперничиња кои што се вистинска твоја иновација и нешто за што навистина треба да се зборува во медиумскиот простор. Прво ти посакувам добро утро, добро ми дојде. И ти благодарам што еве заедно можеби ќе мотивираме многу луѓе, можеби ќе ги насочиме во некоја поинаква насока да размислуваат, затоа што како велиш од ништо некогаш може да се создаде нешто многу големо и многу значајно. Па не знам од каде да започнеме, јас ти кажав дека малку ќе ни бидат минутите што ни се предвидени, затоа што имаме и цвеќиња. Ајде вака да им објасниме на гледачите што е тоа во садот, затоа што тоа се веќе активирани екоперничиња, така? Да. Фала ти, Цеце, фала на Телма за поканата, баш ми е мило што сум тука денеска. Да, има многу работи што можеме да збориме, али нека почнеме за продуктот. Како што ти кажав, Сабаје, тоа е продукт што се роди веќе 12 години, го мислев и се роди сосема случајно. Да им откриме дека не си ти некој фанатик многу по цвеќиња, па да размислуваше како да најдеш решение да бидат секогаш хидрирани цвеќињата. Не, туку е друга приказната. Приказната е сосема друга и така да не сум добриот човек да прашуваш за ботаника, али сум добриот човек за ментално здравје и ментално здравје во врска со цвеќињата, затоа што и другата работа што ја работам е поврзана со тоа. И кога почнав смесата да ја мислам, првично беше за собирање на влага. И една Сакаше да создадеш нешто што ќе собира влага? Да, пошто 20 години работам во фамилиарната фирма со хигиенски производи и знаев дека има продукти на запад што не се доволно добри за пазарот, а се нови и завршуваа на инсинерација или на лендфил. И почнав да размислувам, а што ако го искористиме тоа на друг начин? И така 12 години ја размислувам таа идеја. Го направив тоа прво за влага, собра 0 грама влага, викам супер Анџелика. Неуспешен проект? Неуспешен проект, ама сум од тие што вика ајде да пробаме и секој неуспех е само начин за учење. Така е. И Тања од тимот имаше ставено вреќата кај нејзе во подрум, не собра влага, имаше бура таа вечер, Маши ја стави вреќата пред скалите и собра 50 литра вода. И тогаш знаев дека имам нешто вредно. И се роди ламја, вреќите за поплави, можда ќе имаме друг пат можност да забориме. И си реков, ако може да прима вода, зашто не може да дава вода? И почнавме со тим од 7 луѓе и јас, 8 луѓе, да развиваме стија. Значи 100% малешевски производ. Не е сирење, не е компир, ама е стија. И така да, тоа се перничиња што се, како за мене, луѓе што патуваат многу, луѓе што Па и луѓето се загрижени кога одат на одмор, нели? Кому ќе ги остават цвеќињата и дали правилно ќе се грижат за нив. Да. Затоа што некои се наводнуваат еднаш во неделата, некои 2 пати, некои можеби почесто, некои поретко, но велиш ова пирниче за се мисли. Покрива све. Значи, интересното со ова, кога почнавме да го истражуваме, беше многу суша лани и крушите почнаа да ми се сушат во Берово. И си реков, чекај ќе направам, ќе пробам. И ги ставив првите вреќи таму и крушите од суви листови почнаа нови листови. И сватив уствари дека начинот на кој што работи перничето му дава онолку вода колку што му треба. Ако го оставите вака перничето... Многу интересно дека вака нема да истече водата. Нема да истече вода. Така? Да. Нема да истече вода и нема да се исуши перничето ако го ставите надвор, може да го ставите со недели, нема да се исуши. Само се суши кога се става на земја, кај што земјата почнува да апсорбира вода. Пива водата.
и растението се зема онолку колку што му треба. Не можете да ставите премногу перничиња на една саксија, како што ти кажав са балје, едно божикно цвеќе од ланска година му ставив 6 перничиња, цело лето не му става вода, сега има зелени листови, прв пат божикно цвеќе што ќе преживее и овој божик. Така да се зимаат, се отвараат нели од кесата. Има различни големини што се наменети за различни типови на цвеќења. Бидејќи имаме цвеќења во помали сакси, цвеќења во поголеми сакси. Еве ти спомена дури и круши, значи тоа може да биде ова помош и за луѓе кои што имаат градини каде што одгледуваат најразлични работи? Да, ги немаме уште, јас си го тестирав на моите добро, значи тоа е нешто што можеби допрва ќе се случува. Не уште во продажба немам, али да, исто би било решение за места кај што не е достапна вода, а е голема суша, што би можело да се транспортира вреќа полна со вода, што би дало на едно дрво начин за преживување. И искрено една од првите визии ми беше кога веќе ќе почнеме убаво да продаваме, да пошумуваме на места кај што можда нема вода, кај што пошумувањето е невозможно, а со климатските промени знаеме како е битно да се пошумува. И би сакала за година дена од сега стие да помага во пошумувањето на разни шуми. И велиш ова е се производ на климатските промени на некој начин, така? Да, и двата производи некако ламија одговара нели на се почестите поплави низ светот, што помага на луѓето да се справат со штети од поплави и со заштита до одредена мера. А ова помага при нели водата е колку што и поплавува заради сушата, поплавува и сушата прави климатските промени се реални. Така, ги живееме последиците ние, само колку сме од луѓето свесни. Имаме перничиња кои што се веќе потопени, колку има потребно за активација, да им го пишеме на луѓето процесот и може да се погрижиш ти за нашиве цвеќиња тука во студио, бидејќи ова се цвеќиња кои што за време на викенд остануваат во студио, во темна просторија. Добро, не даваат сонце, уште тоа не измисливме. Добро. Сакам да кажам, им треба некоја нега, која што, нели, некогаш не можат луѓето да ја овозможат дополнително. Се вади од кесата, се става во сад со вода, тука активирав веќе некои перничиња. Да. И поголеми и помали, добро. Пола сад, значи битно е да го ставите голем сад со вода и барем 2 литра вода да ставите за да се активираат перничињата, затоа што едно перниче собира од 400 до 500 милилитра вода големите, а овие помалите од 100 до 200 милилитра вода. Добро. А ако ги ставите во помал сад или во чаша, нема да може да прими доволно вода за да може да врши функцијата. Да го растенијата. Добро. И сега за овој тип на цвеќиња кои што ние ги имаме и сакси, што ќе... Па зависно нели колкава е саксијата, тоа е малце поголема саксија, ама за да може да се соберат, можеме да ставиме и S, можеме повеќе S да ставиме или да ставите M ако не ви пречи. Едно поголемо? Да. Без разлика на кој дел од саксијата ќе се стави, нема врска. Не може да. Си знаеш што треба. Што прави растенијето, корењата се знаат што прават. Знаете, многу често мислиме за растенијата, али и они имаат свој вид на интелигенција и они се живи суштества и некојаш и малце попаметни од нас. Автентични се, сами себе доволни се. Имаме многу што да научиме од нив. Како не, се сложувам. Ајде и на тоа другото да го згрижиме, да не го мислиме. Значи, постапката е многу едноставна. И сега сакам да прашам, до колку дена можат да си ја вршат функцијата и да ги наводнуваат на некој начин? Реално зависи од големината на саксијата, зависи од условите, нели колку е топло или на сонце. Влажно времето, зависи од времето. Од 14 до 28 дена, ако ги следите, нели зависно од саксијата колку перничиња. Ви кажав, божикното цвеќе му ставив 6 перничиња, 6 месеци издржа. Уберово на доста висока температура. Меѓутоа, не верувам дека сите ќе сакате, како мене, експерименти да правите. Така да, за ова саксија 2 до 3 перничиња се сосема доволни. До 28 дена во вакви услови како тука нема да имате никаков проблем. Исто така, нешто што ме интересира, што откако ќе заврши функцијата? Дали ова перниче е реупотребливо? Дали пак може да се потопи или треба ново? Значи, може да се реупотреби, ќе се почувствува... видите, дека се суви, дека абсорбирало водата. Добра. Можете да го реупотребите околу 5 до 6 пати, али секој пат се намалува
ефикасноста. Ако траело 28 дена, ќе трае 20 дена. Така да ќе осетите кога ќе го реактивирате дали колку вода ќе собере. Ако собере повеќе вода, значи уште неколку пати може да се реупотреби. Да. Велиш, вакво нешто има можеби на американско тло, но во Европа дефинитивно си вистински иноватор и веќе европскиот пазар покажува интерес за стија перничињата. Само ќе ни објасниш што стија значи, затоа што велиш дека и тоа си има една убава приказна. Па да почнам со стија. Јас сум фан на келтската култура. Ја обожавам ирска и кога мислев на името на брендот, реков, па имаме ли ние некои легендарни, знаев за самовилите, али не знаев за друго и почнав да истражувам и стија е фактички значи сирена во преспанско и охридско. И така ми дојде идејата. Првичното лого беше со сирена, али разговарајќи со една пријателка за афрички пазар, сирените се лош омен во Африка, па сменивме логото. Така да адаптиравме, веќе све ни е адаптирано за извоз. Со тој мајндсет почнавме да го градиме и нели моравме, сакавме во Македонија да почнеме, ама идејата ни е за странство, за експорт. И убава ваква иновација да стигне што подалеку, дефинитивно. Ке им објасниме на гледачите, бидејќи секој цвеќе си бара различна нега и грижа, дека за орхидеите има малку поинаков пристап. Сепак се користа, има посебни перничиња кои што се наменети само исклучиво за орхидеи. Како тие се користат? И колку исто така можат да ја обслужат орхидејата да ни биде добро хидрирана? Не знам за тебе, јас кај мене секојаш умира орхидеите. Јас имам една, не знам како ми функционира. Од време на време ставам, ама Јас во декември реков ајде да пробаме орхидеите и така развивме оваа формула. Орхидеите малце на поинаков начин, заборавивме саксијата со орхидеи, значи се става на дното на саксијата, ја ставаш орхидејата и поливаш една чаша вода, 200 мл вода. Значи врз орхидејата? Да. Добро, и таа ќе се стигне... Да, ќе си водата ќе стигне до перничето. Ќе се упие и ќе дава на перничето за орхидеја не треба да се активира во вода како... Можете и во вода да го активирате, може и вака. Може и на тој. Зависи, нели, полесно е на тој начин, на другиот начин, али нема да сгрешите и така и така. Да. Ние споменавме дека си гешталт терапевт и дека навистина имаш и бројни други ангажмани, но можеби во некоја следна прилика за целото твое богато портфолио, но она што денес го поврзуваме е всушност и денот на менталното здравје и колку комуникацијата со растенијата, затоа што ти пред малку кажа, тие се живи растенија, тие се живи и едноставно комуницираат со луѓето. Факт е, можеш, предпоставувам и тоа од лично искуство и од професионално да ни потврдиш дека навистина имаат моќ неверојатна да исцелуваат можеби или да влијаат, ако ништо друго, на подобрување на менталното здравје. Да, само малце кларификација. Дипломиран гешталт терапевт, не работам веќе како терапевт, ама работам како коуч и консултант за лидери. И работам многу со природа. Значи има многу истражувања што покажуваат дека бивање во природата не смирува, кортизолот се намалува. Има истражувања дека во болнички услови, кога пациентите гледаат во зелениело, имаат зелениело во собите, многу побрзо опоравуваат. Самите растенија се живи суштества и они, например, шумите имаат своја интелигенција, едни со други комуницираат, се разменуваат nutrients, хранливи вредности и вода. Менталното здравје и растенијата се тесно поврзани со тоа што живо битие. И во ковид, за време на ковид беше направено истражување дека луѓето што има растенија дома многу по-малце се чувствуваа осамено него другите луѓе. Ако научиме како да се сврземе со растение, научуваме малку како да бидеме малку поприсутни, како добар гешталтист би рекле да се биде тука и сега.
На 25 како што ти спомнав, имаме инсталација Растенето и јас во Сити Мол, кај што може да го најавиме, тоа е еден убав настан кој што ќе се случува на 25 октомври, тоа е овој месец, во соработка со себе сложувалка. Што ќе правите? Па малце искуствена инсталација, малце различно ќе биде така да растение и столче кај што луѓето ќе може да седнат една минута да бидат во контакт со растението, дека сите можеме да си дозволиме една минута во денот за да се смириме, колку и хаос да не биде денот. Да, а факт е дека сите ги имаме по дома, но понекогаш веројатно не им го даваме тоа значење колку што би требало да им го даваме. Од друга страна не ја восприемаме нивната енергија колку што можеме да ја восприеме. Значи се сведува на некој начин на едукација и разбистрување на хоризонтите како поинаку нели да се гледа на животот. Таа ќе биде работилница отворена за сите, па можат да дојдат луѓето? Да, не е работилница, ќе биде баш искуствена инсталација, отворена е за кој го сака да седне. За сите случајни минувачи кои што ќе се најдат таму на 25. Од колку часот ќе биде целдневно? Па да, од 12 до не го измислив ја, тоа е инспирирано од Марина Абрамовиќ, од нејзина инсталација, ама ја способивме да споиме и менталното здравје и растенијата. Одлично, супер идеја и се надевам дека луѓето кои што ќе дојдат ќе ги почувствуваат на тој начин бенефитите од растенијата и ќе можат можеби на поинаков начин и понатака дома да контактираат со истите, бидејќи нема, претпоставувам, човек кој што нема дома барем едно цвеќе. Некаде пред крајот, Ангелика, го споменавме Берово, Скопје, но ти имаш и корени во Швајцарија, така? Родена сум таму, така Родена си таму, но во твоето портфолио се споменува и Франција, и Загреб, имаш предавања како лайф коуч, претпоставувам или? Не сум лайф коуч, leadership коуч. Leadership коуч, добро, за лидери. И гешталт коучинг предавам. Добро, муабетот ми е дека постојано си некаде и велиш да некаде овој производ е многу наменет и за луѓе кои што постојано патуваат и не се во можност нели толку многу да им посветат внимание на своите растенија по дома. Па, што е следно за тебе? Каде си лоцирана на мапата на сите овие земји кои што ги кажав? Не знам. Ќе видиме. Патувам многу, уживам у двете работи, уживам да бидам со тимот во Берово, да го развиваме тоа и да разговарам со разни партнери, уживам у мојата работа како коуч. Така да... Имаш досега некои првични реакции од луѓето кои што ги испробувастија екоперничињата? Во странство сега зборувам. Да, сите се фасцинирани, да бидам искрена. Така да веќе договараме првиот извоз во Швајцарија, во Загреб, во Хрватска сме во преговори. Уште неколку земји, али ќе видиме, го очекуваме. Ова го направив за извоз, за експорт. Одлично. Се надиваше на ваков успех? Оваа твоја иновација да допре толку далеко? Не. Секој ден како нов ден е искрено она што ме држи и во двете и во трите работи се забавувам. И кога заборавам, кога е стресно, си викам ова треба да биде и забавно, за да можам да го издржам. Одлично. Ти благодарам многу. Времето ни помина, но јас се надевам дека убаво и ни презентиравме на гледачите што тоа значат овие иновативни екоперничиња кои што ти ги создаде, иако велиш идејата с повеќе од една деценија, но сепак веројатно сега било вистинското време кога треба да дојде на пазарот и да си го најде своето место на пазарот, не само тука, туку ширум светот, би рекла. Да се гледаме и понатака за следните твои нови иновации кои што не верувам дека ќе бидат за долго, туку за брзо веројатно ќе бидеме во комуникација. Фала ти.